Драги приятели, пръв път на Инстаграм се встречаваме с моя видеоанализа, но сега ще сбървам малко за астрологията. По-точно за две планети ще ги нагласам, които са ретрогради, а то е Юпитер, който тръгна от 4 септември и до 30 декември ще бъде ретрограден по Близнаци, и Сатурн. Това е някой вели съдбоносна планета, която носи коренични промени, които водят с глобална сцена. Он тръгна от юни ретрограден и некъде до ноември, средината ще бъде ретрограден. По-точно казано, Сатурн ще бъде ретрограден от 29 юни до 16 ноември, а Юпитер от 4 септември до 30 декември. Значи Юпитер ще бъде ретрограден в Близнаци, що значи Близнаци в този период ще има чувстване за статук на свеча. И някой, значи в Близнаци, това е трета куча, който ще се погледне, зодиачкият круг, значи кай обновите, започваме праводневния знак, това било в трета куча, бидейки близнаците дойдат с трета куча. Значи обновите трябва да обърнат внимание в комуникации с по-близки роднини, другари и другарки, че нямат поддръжката от нив. А Сатурн и Кани в 12-то поле трябва да обърнат внимание на кариерата, на работата, в комуникациите с препоставените, не е пълно заминуване на фирма, и Сатурн трябва може да донесе и симптоми на хронични насени заболявания. Кай биковите Юпитер ще бъде ретрограден във втора куча, това е куча на пари, значи ще бъдат склонни към прекомерно трошене на пари, значи не е пълно за инвестиции и вложение до краят на декември, там до 30 декември, река по 4 септември тръгна ретроградно. А Канив Сатурн е ретрограден в 11 куча, той е куча на приятелите, значи трябва да обърнем внимание с приятелите и на политическите активности. Кай Близнаци, като ще реков Юпитер ретрограден в нивния знак, ще изследи чувстване за статук на среща, но и авантуристически дух, може да бъде тук, по-големите за странна религии и философия, па и за астрология, не е изключено и по-пътуване ненадено, додека пак Сатурн Канив е ретрограден в нивна 10-та куча на кариера. Трябва да внимава, значи на кариера може да гледат в някоя несекундна област. Кай Ракот Юпитер е в 12-то поле, значи ретрограден ще следи чувстване за статук на свеча, ще бъдат склонни към прекомерно ядене и пиене, а Сатурн е в нивна 9-та куча трябва да обърнат внимание в комуникациите с страниците и пътуването надолу от Земята. Кай лъвовите Юпитер е ретрограден в нивна 11-та куча, това е куча на приятели и политически движения, трябва да внимават на политическите активности, вода с приятелите и така натам, додека пак Сатурн е ретрограден Канив в 8-ма куча, трябва да обърнат внимание в odnosите, на финансите и на здравето, особено върху инвестиции, пари, пазарници и кредити. Кай девиците Юпитер ще бъде ретрограден в нивна 10-та поле на кариера, може да донесе ненадени промени, но трябва да може да имат и принуда от странство, значи и работа с странство, но не е пълно да започват на собствен бизнес или да почват собствен бизнес или да преземат, да кажем, собствен бизнес, промена, например, така нататък. Канив Сатурн е, че една година ретрограден в 7-то поле
и прави проблеми на емотивно поле. Ovo se osobno desilo za podnak device što se, vidjeti podnak od početak od natalната карта. A jako zborom i vjerojatno mojite kolegi, moram se prepostao kako stoje, neka prava kuća bi over, a može da se podnak gladovi u peta kuća podnakot. Znači, devici treba dobro razbivanje odnos od со партнеров, може да дойде до заладување, не е полно за сериозни врски и на судски спорови ако ги имат. Кај вагите Јупитер, значи, е во девето поле ретроград, треба да обрнем внимание во односот со странците и личностите од друга религија. Може и пократка авантура со некој странец или личност од друга религија. Значи, авантуристичкиот дух ќе биде зголемен. Значи, не е исклучна кратка авантура, а треба да обрнем внимание во работата, особено со колегите и со работниците. Кај шкорпиите, Јупитер е во 8 полица поле на блокади и пречки, значи може да и донесе некоја таинствена врска или авантура, а треба да обрнем внимание во односот со партнерот, може да дојде до мало заодување, но не е исклучено и врска со личност кај што ќе има поголема разлика во години. Кај стрелците, Јупитер ќе биде ретрограден во 8 нивно поле, тоа е поле на блокади и пречки. Значи, треба да обрнеме внимание на финансиите, на здравето, ќе бидат склонени прекомерно јадење и пиење. А Сатурн е ретрограден во 4-то поле, значи треба да обрнеме внимание во работа со недвижни, тргови и услужни дејности, како и во односите со домашните и родителите. Значи, може се проблеми со нив. Кај јарците, Јупитер е ретрограден во 7 поле, треба да обрнеме внимание во односот со партнерот, а може и са или кратки авантури, иако имат судски спорови, и треба да обрнеме внимание во односот со роднините и другарите. Односот ќе заоден, ќе и недостасува нивна подршка. Кај водолиите, они треба да обрнат малку внимание на работата, може и кратка авантура на работа со некој годин, но не е полно за започнување на собствен бизнес или за промена на работното место. Исто на финансиско поле треба да обрнат внимание, не е полно за инвестиции и вложување, ќе бидат малку потешко ќе доаѓаат до пари, бидејќи Сатурн е во нивна втора куќа, тоа е куќа на пари. И останува после знак, тоа са рибите. Они може и са проблеми со родителите, ќе немат подршка од нив. Значи, треба да обрнат внимание во работа со недвижни, тргови, услужни дејности и во односите со родителите. Но и треба да обрнат внимание во односот со колегите, со работниците, особено со препоставените, бидејќи Сатурн во нивно прво поле, ретрограден, значи не е полно за започнување собствен бизнес. Сега малку би се осврнал на геополитичката сцена. Како што кажав, Сатурн е во завршна куќа во Риби ретрограден, значи ќе дојде до глобални промени ова искрената година на глобалната сцена, што би рекол покојниот Балашевиќ, сад си играју неки нови клинци. Значи, продор на истокот, пад на западот, само погрешно да не ме разбрат, додека Јупитер е во близнаци ретрограден, значи може со многу револуции, процеси и така натаму во многу земји, бидејќи трето поле е поле на деца, мислам. Така да треба да се внимава на процесите на луѓето, и тоа е толку за сега, драги пријатели, за вечера, за овој пронашија војна преку Инстаграм. Они што се заинтересирани може да се јават, има и на моите фотки, имам бројот на телефонот. Кај да си изработи подетелен хороскоп, ја ќе се изработи од натални, соларни и комплетни наталентови распоред на планетите во моментот на раѓање и што ви е дадено. Солар е годишен, значи од роден до роден,
Ако поетно имате комплетен, кај што се обработува двата хороскопа, може слободно се јават, има го телефонот и на фотките, ќе го видите кај што има и работка на хороскоп. Ви посакувам добра ноќ и до следното видување, убав сон, убав нареден ден и со дотоа напред.